За безбедноста на градбите во екот на градежната сезона утрово разговарам со професор доктор Горан Марковски од Градежниот факултет Скопје. Добро утро. Добро утро, благодарам на поканата. Професоре, дали се почитуваат доволно стандардите за безбедност на градбите и градилиштата и кои се најчестите пропусти што ги забележувате? И морам да истакнам колку високите температури летово влијаат врз квалитетот на изведбата на градежните работи и што е најважно да се почитува во вакви услови? Мислам дека сме се уште далеку од почитување на пропишаните стандарди за безбедност на градилиштата и за нормално функционирање на градилиштата. Многу често наидуваме и сведоци сме на градилишта кои што не се прописно обележени, кои што не се прописно заштитени. Гледате градилишта каде што ископите се обрушуваат. Опасни и за работниците и за граѓаните. Опасни за работниците и за граѓаните или општо да кажам, се почесто имаме градилишта кои што ја тероризираат својата околина и поблиска и поширока. Летните температури, високи температури, во кој период градежништвото е во полнек, со себе носи посебни ризици, прво околу безбедноста и здравието на работниците, а исто така е чувствително и бетонирањето на овие високи температури, бидејќи бетонот не трпи вакви температури, односно може да биде доведен во прашање неговиот квалитет. За жал, не гледам дека се почитуваат овие односи и она што би сакал да го потенцираме дека се повеќе имаме градилишта без инженери. Како инженери од страна на изведувачите, така и вистински надзорни инженери. И можеби најважното прашање, колку е ефикасен инспекцијскиот надзор на терен? Па за тоа мислам дека и не треба посебно да говориме, гледаме дека инспекцијскиот надзор се повеќе го има на терен. Еден од аргументите е дека нема доволен број на инспектори, меѓутоа говорев и пред извесен период дека треба веќе да почнеме да користиме дигитализацијата и да воведеме така наречени дигитални инспектори, односно обврска на секој изведувач да постави камери на своето градилиште и во тој случај многу помал број на инспектори ќе може да следат состојбата во реално време. Дали кај нас по завршување на градбата се вршат независни проверки на квалитетот на конструкцијата или колку често инвеститорите за да заштедат на време или на средства прават компромиси што подоцна можат да влијат на безбедноста на објектот? Мој впечаток е дека такви компромиси се прават, за жал, не кај сите, но има евидентни случаи каде што се прават компромиси. Ние сме доста добро пропишани во поглед на контрола на градбите. Воведена е пред 13 години законска регулатива, каде што на институтот, во тоа време на Институтот за земјотресно инженерство му беше дадено право и обврска да врши контрола на градбата и на крајот од градбата на конструкцијата. Понатаму се појави и некои други институти што малце оваа состојба ја релативизираа, меѓутоа во секој случај без соодветен, добро обучен и со знаење поткован изведувач и надзор, никогаш не можеме да бидеме сигурни во квалитетот на градбите, бидејќи има специфични детали кои што не може да се откријат после тоа. Освен во услови на некој посилен земјотрес или некој друг хазард, кога се откриваат сите недостатоци кои што сме ги заскриле во текот на градбата. Што не би требало да биде дозволиво. За крај, еве една информација за граѓаните. Најчесто граѓаните купуваат градби за поевтина цена додека се во изградба и чекаат известно време за да конечно биде готов објектот. Како да се заштитат и како да знаат дека таа градба е безбедна и се гради по сите прописи? Прво, самиот систем не треба да дозволи на пазарот на недвижности да излезат градби кои што не се безбедни. Но, имајќи ги предвид сите околности и сите реални состојби во нашето градежништво, а и пошироко, сметам дека е дојдено време да секој потенцијален купувач на стан да си ангажира советник, односно градежен асистент, кој ќе му помогне при изборот на станот, да му ги открие сите оние работи кои што нестручно лице не може да ги открие со визуелен преглед, уште помалку на преглед на проектна документација. Така што сметам дека оние што вложуваат средства, а средствата не се мали,
треба да побараат помош во таа фаза од некои кои што се постручни. Ви благодарам многу за гостувањето. Ми беше задоволство. Да, ќе заклучиме дека законски регулативи има, норми кои што треба да се почитуваат постојат, само треба да бидат совесни оние што ги изведуваат градбите, сето тоа да го почитуваат за општата безбедност на сите.